Футсал екипата од Основното училиште Никола Карев од Кочани е меѓу 6 екипи учесници на завршните надпревари во Вевчани, како победник од зонските футсал надпревари. За успехот на основците од Основното училиште Никола Карев еве што вели Оливер Јовановски, тренер на футсал екипата. Оваа година, училишната екипа во футсал машки, екипата на Никола Карев Кочани постигна голем резултат, бидејќи успеа да се пласира на државното првенство во футсал кој што се одржа во Вевчани во периодот од 18 до 20 февруари 2016 година. Именно екипата на Основното училиште Никола Карев Кочани успешно ги помина најпрви на општинските надпревари на ниво на град Кочани, потоа беше најдобра во зона Кочани и на крајот се надпреваруваше на меѓузонското надпреварување кој што се одржа во Свети Николе. Успеа да победи екипата од Крива Паланка и како резултат на тоа се пласираше во 6 најдобри екипи во футсал за оваа учебна година. Кои се тие 6 екипи кои учествуваа во Вевчани? На државното првенство во Вевчани учествуваа 6 најдобри екипи од цела Македонија. Покрај нашето училиште од Никола Карев Кочани учествуваа домакинот, екипа од Вевчани, 2 екипи од Скопје, една екипа од Демир Хисар и екипата на Тошо Арцов од Штип. Надпреварите се одиграа по групи, односно екипите беа поделени во 2 групи по 3 екипи и победниците играа полуфинални надпревари за прво и второ место, а поразените за трето место. Квалитетот на екипите беше доста значаен и доста голем. Нашата екипа го освои 6-то место и бидејќи имаше екипи кои што имаа голем квалитет и надпреварувањето беше од висок карактер. Подготвеноста на овие млади спортисти, дали тренираат, спортуваат надвор од часовите или тоа им е еден задолжителен дел на часовите по физичка култура? Поголем број од учениците кои што настапуваат во училишната екипа на Никола Карев Кочани се активни фудбалери, настапуваат во клубовите од Кочани и како резултат на нивната физичка подготвеност тие успеа да го направат овој резултат. Само да кажем дека за прв пат во историјата на Кочани една екипа училишна се пласира во футсал на државно надпреварување, што исто така представува голем успех за целата општина. Тоа се ученици од 8-9 оделение? Тоа се ученици од 6 до 9 оделение, меѓутоа најголем број учениците се 8 и 9 оделение.